Венко Филипче, лидер на СДСМ, во тема на денот. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Ова сега со враќањето на Артан Груби, ве плаши ли некако, не лично вас, да речеме, ама како партија? Гледайте, стравот го чувствуваат граѓаните поради тоа што изгубија верба дека ова власт може да испорача тоа што треба. Граѓаните не се ниту слепи, не се ниту глуви, не се ниту наивни. Сите видоа што се случи на граничниот премин Блаце, тој ден, тоа утро, во држава се случи урнисување на правниот систем, се случи урнисување на еден дел од демократијата и се случи целосно губење на довербата на сите граѓани, на сите луѓе кои што живеат во држава, дека оваа власт може да испорача тоа што треба, нешто што треба. Реформи, вистинска правда, и тоа се случи на очиглед на сите граѓани. Се појави бегалец кој што е на листа, луѓе кои ги бараат во држава, се појави елегантно, мирно, смирено, со наочари, со насмевка, му ставија лисици луѓе кои што претходно беа дојдени полицајци, не полицајците кои што се работат на граничниот на премин, имаше камера кој што тоа сето го снимаше. Единствено нешто што недостасуваше беше црвен килим. Никој повеќе не може да ги излаже граѓаните и покрај силната пропагандна машинерија на ВМРО-ДПМН. 40% од медиумите овде во држава се контролирани од ВМРО, тоа се Орбановите. Медиуми кои што шират дефетизам, кои што шират анти-ЕУ пропаганда, се вклучија да го одбранат, тоа едноставно не се брани. Такви политички договори, во кои што судството и обвинителството испорачуваат тоа што треба во интерес на некакви непринципелни политички договори, не му носи добро на никој. И стравот е кај сите граѓани дека оваа држава нема да биде. И стравот им е оправдан, затоа што видоа што и како се прават тие договори. Има уште една битна работа во контекст на вашето прашање. Премиерот секој ден губи од својот кредибилитет. Излезе дека дојде на власт со сериозно лажна пропаганда. Ветуваше промена на Преспанскиот договор, ветуваше промена на договорот со Бугарија, ветуваше реформи и така натаму. Ветуваше правда. Викаше дека дуи се криминалци. Што излезе? Се договориле со Артан Груби. По тој контекст, затоа велам дека сепак премногу наивно би звучело дека е таа слика, тоа случување со Артан Груби, ако е така како што велите вие, премногу наивно е да очигледно е дека тоа се случи. Да, ама очигледно е дека позади тоа постои веројатно некаков договор меѓу обвинителство и Артан Груби. Инаку никој не би го правил тоа едноставно така како да изгледа дека не би рекол дека обвинителството стои позади тоа, поради тоа што зборам договор кој што во овозможува процес во кој што можеби Артан Груби треба да открие нешто за претходната власт, да речеме. И затоа овие 2-3 дена власта некако тоа го таргетира низ таа призма, дека можеби полоцна низ судскиот процес може да се случи нешто што можеби Артан Груби го знае, би го кажал, и затоа велам дали СДСМ, па и ДУИ можеби треба да се плаши враќањето на Артан Груби. Еве да ви кажам многу јасно и гласно да знаат гледачите, да знаат граѓаните. Кој што има нека каже. Кој го прекршил законот, нека се одговара. Од кој да е политичка партија, ама вакви монтирани и договорени политички дилови не носат верба во судскиот систем. Дополнително ја губат граѓаните. Излезе соопштение од обвинителството дека пуштањето во домашен притвор е по интервенција и по сугестија на Агенцијата за национална безбедност и МВР. Па излезе директорот на затворот кој што каже дека ниту АНБ, ниту МВР, кои што се директно контролирани од премиерот, дошле и направиле проценка. Значи тоа не се случило. Значи тие помеѓу себе почнаа да си пукаат политички не во нога, во гради и во глава. Тоа не го сакаат граѓаните. Така да договор очигледно е дека има. Кој така доаѓа на граница, на кој сте виделе вие насмеан да му ставаат лисици на рацете? Што би можел да има материјали за нови судски процеси, да речеме. Она што наречеме на власта изминатиот период некако не и води околу постапките кон претходната влада. Еве ќе повторам одговорот. Апсолутно нека се открие се што треба. Ама оваа власт нема капацитет да го прави тоа. Зошто? Еве ќе ви даваме еден аргумент. Не се прави тоа со партизирано судство. Да ставите судија за судија во судски совет жена на градоначалник на ВМРО-ДПМН.
да ставите во Уставен суд советник на премиерот. Еве сега да квалификувате јавно обвинители со различни погрни зборови, што е една многу друга важна тема за разговор, како премиерот, како вокабулар користи, очигледно е дека и судството и обвинителството се целосно партизирани. Тоа се луѓе кои што директно му одговараат на премиерот. Па кој има верба во такво судство? Како се да сама претедничката група ќе се постави при избор на нов државен јавен обвинител? Добро, ќе чекаме да видиме која е номинацијата. Од оние 4 премиерот еден елиминираше, да речеме. Гледайте, најбитно е од се како и зошто го елиминираше. Како може некој што е оценет со највисоки оценки, при тоа обвинителката не ја познал лично, немам никаква комуникација. Тоа сакам да знаат луѓето. Како може така да се елиминира јавно со погрни зборови на телевизија? Еден дел од вокабуларот медиокритети, талок, мекотели и така натаму. Мислам дека прво не е долично за премиер така да се изразува во јавноста, понатаму така да квалификува луѓе, меѓутоа тоа е дел од целокупниот систем во кој што и тој и раководството на партијата во изминатите повеќе од 10 години живеат и функционираат внатре во тој пиаровски систем во кој што луѓе се оцрнуваат, се клеветат, се шират лажни вести и се ствара една колективна психоза. А од останатите 3 што ги има Советот на јавни обвинители предложено, препознаено како можни први луѓе, прв човек на јавното обвинителство, сега само препознава некој како фаворит на власта, да речеме? Добро, јас не би влегол сега во идентификување на поединци. Ајде да видиме што ќе предложи владата, па ќе окажеме нашиот став во собранието. Меѓутоа во овој контекст, граѓаните се презаситени. Граѓаните веќе немаат трпение. На младите не им се живее во држава. Нема очигледно желба да се реформира правосудниот систем. Ниту еден, односно само еден од 12 реформски закони кои што требаше лани да се донесат, се донесе. И тоа се направи трик, не се донесе согласно препораките на оценската мисија. И дури и тој закон кој што е во рамки на реформската агенда се донесе така да служи на власта. И затоа тоа што ние го зборуваме, тоа што ни е суштински потребно, тоа што ќе ја врати вербата во државата, во институциите, тоа што ќе ја врати вербата на младите да останат тука, ќе биде само вистински реформирано правосудство и за почеток канцеларија на Европското обвинителство, на обвинителката Лаура Ковеши, која што ќе има одврзани раце, како што ги има во сите други земји, и овие последни кои што се приклучија кон Европска унија, да се расчисти со корупција и криминал. Луѓето се веќе... Како мислите дека тоа може да се реализира? Тоа може да се реализира исклучиво со отворање на поглавијата и патот напред кон Европа. Нешто што власта намерно не го прави, зошто? Па меѓу другото да го партизира и судството. Повеќе у контекст да не заговарате идеја за обвинител странец, на време тоа имаше. Не, гледате, ние тука се бориме да има систем, не поединци. Мислам дека не треба тука да има еден човек, владетел кој што ги контролира на сите работи, како што тоа сака Христијан Мицкоски да го прави. И го прави. Не, ние се бориме да има систем. Затоа што само системот ќе ја врати на вербата на граѓаните во оваа држава. На кој основа бил тој систем поставен? Еве, например, ние обид за специјално јавно обвинителство кое заврши катастрофално лошо, да речеме, во на крајот од денот со целата онаа приказна повторно и тоа заради корумпираноста требаше да се бори против корупција. Ако ние Имате ли идеја како да се постави, на што да се постави тој систем? Едната опција е, велам, странец обвинител, другата, велите вие, меѓународен европски мониторинг. Има ли идеја како да се постави? Канцелариите на Европското обвинителство се присутни во земјите кои што се придружија во Европска унија, во Бугарија, во Хрватска, па гледате колку е активна таа канцеларија во Хрватска, колку владени функционери и министри се под истрага. Во Хрватска, благодарение на активноста на Европското обвинителство и Лаура Ковеши. Тоа ни треба нас. А тоа ќе се случи само кога ќе станеме земја членка на Европската унија. Или почнеме преговори, кои ќе треба да менуваме закони, да речеме. Гледате, тоа е неминовно да се случи. Се поставува прашањето зошто оваа власт не го прави тоа. Ако сите ние знаеме дека тоа е единствениот пат напред, ако тоа го прави целиот регион, сите земји околу нас, постанавме последни. Што се случува? Гледате, ништо не се случува кај нас, ништо не мрнува од место, а се ни е на тацна дадено. Патот се знае кој е. И патот не е нов,
Патот е тој кој што се оди од 91 година. Разни препреки, разни пречки, сме биле непринципиелно блокирани, имало вета од различни земји. Сега за прв пат, ова е прва влада која што не го прави чекорот напред. До сега сите влади работеле од 91 и се соочувале со непринципиелни или различни препреки од Европа. Ова е прва влада која што не прави чекор напред. Власта вели, предходната власт ни остави тежок багаж на тој пат кој што ние не можеме да го поминеме. Тоа е да ги одбраниме националните интереси околу. Тоа е една голема лага. Националните интереси ниту се загрозени со нешто што претходната влада направила, ниту се загрозени со тоа што ќе треба да се стават бугарите и хрватите во уставот. Како ќе бидат загрозени националните интереси? Единствено нешто што ќе биде загрозено се бизнис интересите на власта кои што тогаш ќе бидат под мониторинг на европското обвинителство. Затоа тие не сакаат напред, да не се лажеме. Бугарите во уставот се само механизам да ги отвориме поглавијата, да ги отвориме преговорите, да почне да се реформира системот, да дојдат европските фондови. Еве сега излезе извештај од Европската инвестицијска банка како вложува во регионот еден огромен процент од близу 860 милиони евра на околните земји се даваат како грантови, а ние земеме скапи, нетранспарентни, кузне со каква камата кинески кредити од Унгарија. Тама јавноста верува дека внесувањето на бугарите во уставот ќе значи нови блокади, никогаш членство на Македонија во Европска унија. Затоа што граѓаните ВМРО ДПМН не успеа да ги излаже на минатата кампања, благодарение на силната националистичка реторика, која што не води никаде, благодарение на Орбановата мрежа на медиуми, која што ги контролира над 40% од медиумите овде кај нас, кои што шират антиевропска реторика и пропаганда за ние да седиме тука заглавени и да бидеме слеп од црево на Европа и на Балканот. Како опозиција не успевате да го разбиете тој балон, немате аргументи. Гледате, мислам дека сметам дека со нашите активности во изминатиот период после натрепартиската една силна консолидација, идентификување на млади луѓе кои што работат на различни нивоа, како низ државата во општинските организации, така и во централата, успеавме тоа да го разоткриеме. Ја прикажавме таа мрежа на медиуми, кои што ние практично се бориме изминатите повеќе од 7 години, дури и периодот кога сме на власт. И таа мрежа не сме констатирали. Ние за медиуми изборим да објасниме на јавноста дека што значи членството во Европска унија, дали е тоа нарушување на националниот идентитет, несвојањето на бугарите. Граѓаните мора да знаат, гледате, граѓаните мора да знаат дека ставањето на бугарите во уставот не е апсолутно никаков ризик. Напротив, се прави јасна дистинкција помеѓу двата народи. Понатаму, треба силна и голема политичка одговорност и храброст да се направат чекорите. Не е само тоа, треба да се отворат досијата на УДБА, на една држава која што не постои веќе повеќе од 30 години. Се постава прашањето дали ВМРО ДПМН тоа му смета. Зашто и тоа е дел од пакетот кој што треба да се направи освен уставните измени. Значи треба храбри чекори. Доста ние само стоиме од место и премиерот и цело раководство на ВМРО ДПМН, цела влада лаже дека нешто е загрозено. Дека они се борат за некакви национални интереси. Ништо не е загрозено. Они велат дека бараат алтернативен пат за членство до ЕУ. Една од таа опциите е она идеја што вели премиерот дека се заговара во Брисел 2027 сите да влезат во Европска унија од Западен Балкан без право на глас. Тодоша за војна вестината амбасадор Трокас денеска објасни дека не постои таква можност, но затоа што и премиерот и сите други само бараат изговори да не го направат чекорот кој што никаков ризик нема по националниот идентитет, ставањето бугари во устав, зашто оти сака да го контролира системот и да им тера нивните работи. Имате ли информации во Брисел на што се размислува? Не гледајте, ако евроамбасадорот кажал дека нема таква опција и дека единствена опција е полноправно членство, тогаш што може да каже било кој друг? Впрочем, разговори имало секогаш, секакви и секогаш ќе има. Ама ако каже Европската унија дека еден од 4 приоритети во 2026 година е проширувањето со силен поттик поддршка на сите земји членки кандидати, тогаш како премиерот кажува, знаете, има алтернативни начини овона кога тоа не е вистина. Не постои алтернативен пат. Ние сме сега во овој момент и гледате на крајот на криштата. Ние во овој момент највише страдаме. Никој друг не страда. Страда држава, страдат граѓаните, страдаат младите. Ние сме сега граѓани од втори или трет ред. Ние немаме пристап до единствениот пазар на Европа, во Европа. Ние немаме слободно движење низ Европа. Стават по страна, оттисоци, печати, пасоши и така натаму. Значи ние сме сега
Таму каде што не сакаме да бидеме, според вас владата има механизам, има начин, има понуда на масата, која што никако не е ризична. Треба го направи чекорот, ама нема храброст и не сака. Ако не се направи тој чекор, според вас постои ризик дека 2027-2028 сепак би имало проширување кое Македонија не би ја упфаќала? Апсолутно. Па зашто мислите дека чекайте, ама јасно кажуваат луѓето кои се чекорите што ние треба да ги направиме. 27 година договорот за пристап на Црна Гора веќе се пишува. Црна Гора ќе стане земја членка на Европска унија. Ќе стане Албанија. Ќе ги подгрее сето тоа меѓунационалните тензии. Луѓето веќе го зборат тоа. Значи многу сериозна е работата. Сега е една раскрсница, како што сметам дека неколку пати само наназад во историјата на независноста сме биле. Добро, на половина од мандатот сме, да речеме, од ова влада. Вашите проценки се јасни, да речеме, во поглед на економската политика на оваа влада, но сакам да ве прашам, да речеме, што може да се очекува во следните 2 години мандат на оваа влада како активност на вас како опозиција во поглед на тоа и можно ли подобрување на некои параметри? Не може да се очекува ништо. Може да се очекува прво да тоне стандардот на граѓаните, денеска не го изгласа законот за минимална плата. Може да се очекува банкрот на државата, затоа што веќе 2 милиарди е дупката во буџетот. Може да очекуваат компаниите само да пропаѓаат, заради тоа што ниту имаат поврат на ДДВ, ниту имаат поддршка од страна на владата. Може да се очекува да нема никакво зголемување на платите ниту во образованието, ниту во здравството. Може да се очекува да нема зголемување на социјалната помош, може да се очекува да нема никаква поддршка, напротив намалување на парите во земјоделството, како што има сега, за 20 до 30 пати им се намалени, од оваа влада не може граѓаните, ниту државата очекува ништо. Единствено нешто што може да очекуваат се нивни лични финансиски интереси. Ете тоа. А што можат граѓаните да очекуваат од, речеме, една опозиција која е во тешка внатрешна политичка криза? Гледайте, и јас таа ситуација во партијата затегнав. Вратите ги отворив, сите се добредојдени, правиме еден силен тим, веќе е конструиран, делот на комисиите, ќе излеземе во месец мај, на крајот на мај, ќе имаме програмски конгрес, кој што ќе ги презентираме нашите политики, кои што сме спремни да ги имплементираме во интерес на граѓаните после изборите, кога и да се одржат, а мислам дека ќе бидат предвремени, поради тоа што во оваа тешка финансиска криза владата нема да може да издржи да ја води државата така како што сака. Ако бидат превремени, ќе ве затекнат неподготвени пак. Па добро, гледайте, јас сметам дека граѓаните не се наивни и дека нема да може да бидат прелажени повтор пат. Добро, колку е сериозна кризата во СДСМ внатре со оглед на тоа? Вие имавте еден период сериозна кавга со луѓе поранешни функционери на СДСМ. Се заговара идеи дека можеби ќе се формира ново крило, нова партија. Имавте еден период дури сериозни кавги со одредени новинари, медиуми. Зошто беше тоа потребно? Гледайте, ние моравме да ја кажеме вистината. Ја не би ги нарекол тие новинари, зашто се споредувате со луѓе кои што вреѓаат, кажуваат дека сме убици на деца, наркомани или не држат на ниша. Вие не сте таков. Вие сте професионален новинар. Ние ве браниме вас. Пред се мора да се направи дистинкција. И тие се дел од лажната кампања и црните вести кои што се шират низ држава. Се ствара колективна психоза. Тоа е едниот сегмент. Другиот сегмент од било кој што излезе во изминатиот период. Зборам сега се враќам на луѓето блиски до СДСМ. Па ние не слушнавме некоја опозицијска реторика. Само некакви критики, што нас не тера да мислиме, затоа што имаме информации дека се тоа луѓе платени и пуштени од ВМРО да прават внатрешен раздор. Но, тука, само уште една реченица, се извинувам. Вратите се отворени за сите кои што се конструктивни и сака да дадат придонес поради тоа што наш противник, ама противник и на државата и на граѓаните ВМРО ДПМН и коалицијата со знам. Тоа е вистината. Тама некој ако од внатрешно од партијата ви искритикува, барем СДСМ беше позната по трпење на критики, не е тоа политичка партија која лесно подлегнувала на внатрешна критика, имало поголема демократија, па и дури кон медиумите сте имале многу поголем толерантен однос, да речеме, од политичките противници. Затоа велам дека зошто сметате дека ако некој ви искритикувал мора да одработува за власта? Јасно да кажам, критиките може да се принципиелни и да се темелат на аргументи. И јас сум спремен да дебатирам на било која тема, посебно сериозна и стручна во интерес на државата, граѓаните или партијата. Ама да се занимавам со
луѓе кои што се пуштени од ВМРО ДПМН, платени од таму, контролирани од X причини, не навлегувам во тоа, едноставно немам намера да го губам времето, заради тоа што имаме многу сериозна работа пред нас у борба со оваа антинародна и криминална власт. Тие луѓе ќе бидат исклучени од партијата или? Гледате, ако сакаат да се коригираат, ако сакаат да дадат придонес, поради тоа што имале и огромен бенефит во минатото од партијата, у смисла на општествени функции, што е голема чест, вратата е отворена. За да останат во партијата или? И да дадат придонес. Неко продолжи со критики, ќе Не, се заблагодарите? Не, гледате. Ако имаат конструктивни критики, кои што може да влијаат на моделирање на политиките, опозицијски такви како што се, една силна опозицијска реторика, сите се добре дојдени. Стравувате ли од можно формирање нова политичка групација контра СДСМ? Јас сметам дека опозицијскиот блок треба да се прошири. Веќе сме во разговори со огромен број помали партии кои што коалицијата ја напуштија после изборите 24-та година, поради тоа што на сите им е јасно дека ова политика која што ние заговараме, а тоа е европскиот пат за државата, едноставно мораме да го окрупниме, поради тоа што тоа е начинот на кој што треба граѓаните да препознаат таа широка групација на луѓе кои што се и визионери и имаат сериозен пристап кон политика и не се корумпирани и сакаат оваа држава да оди напред. Во албанскиот политички блок во моментов препознавате можен коалицијски партнер? Секој кој што е за Европска Македонија, исчистен од корупција, е добредојден. Нашиот фронтот се повеќе ќе се проширува. Внатре во албанскиот блок гледаме сега многу проблеми во партиите кои што се во владата, ќе видиме како ќе се расчистува тоа. А Левица влегува во тој? Добро, Левица треба да се изјасни јасно и гласно зашто се. За Европа ли се, со Русија ли соработуваат и така натаму. Така да треба да кажат јасно какви им се политиките. Контакти со ЗНАМ имате со луѓе од ЗНАМ кои можеби би сакале да се вратат? Има се повеќе поединци кои што имаат такви иницијативи, јасно и гласно незадоволни од тоа како оваа власт ја тера работата, и тие луѓе кажуваат дека се разочарани од лидерите на движењето ЗНАМ заради тоа што единствено нешто за што се заинтересирани се нивните коруптивни интереси, лични финансиски интереси. Ниту се интересирале за партијата, за движењето, за интересите на граѓаните, не. Благодарам за ovo, gospodin. Благодарам на поканата уште еднаш. Hvala.